Згуби се! Енгин, застани. Уште еднаш не обидувај се да се вртиш околу керка ми. Чекај малку, смири се, те молам. Тато, што направи? Башар, чекај. Тато, добар си? Башар, те молам, чекај. Се извинувам во името на татко ми. Не разбрав што се случува. Доста веќе, Ѓорке. Не ми остана веќе трпение да им простувам на твоите. Си одам. Чекај, и јас доаѓам со тебе. Ѓорке, сакам да останам сам. И што мислиш дека направи? Тој човек е еден од нерасипаните луѓе што сум ги запознал до денес. Ѓулен, нели ти кажа за оној човек во ресторанот? Башар ли беше тој? Кој човек, Енгин, што се случува? Овој никаквец за 3 дена ќе оди во Америка. Мисли дека на одење ќе одржало лекција на Ѓоркем. Не е можно. Лага е. Не оди во Америка, оди во Италија. И мене ќе ме земе. Ќе се венчаме во амбасадата. Билетот ми е подготвен. И ова сега ни го кажуваш? Да дозволеше татко ми, вечерва ќе разговаравме за оваа работа. Тато, пред да разбереш, пред да слушнеш, како можеш вака? Ајде сега да те видам, Нихан, како ќе се справиш со сето ова. Селанец е, а и така и ќе остане. Нема да се смени. Толку години не се сменил ни милиметар. Уште еднаш ли сакаш да ни го загорчиш животот, а? Нема да го дозволам тоа. Знам што слушнав, господјо Леман. Сушност, нема да дозволам некој да го загорчи животот на керка ми. Тој човек уште еднаш нема да влезе во оваа куќа, разбравте? Уште на почетокот го смисливте ова, нели? Вашето однесување, разбирањето се беше игра. Не се глупирај. Тато патем ми кажа. Башар во ресторанот на пријателот му кажал некои работи што напамет не би ти паднале, Ѓорке. Не ми се верува. Се би направиле само да ме разделите, така? Единствено што сакате е да биде по ваше. Ама жал ми е, тато. Не можеш да се мешаш кој ќе биде во куќава. Ова е моја куќа. Те молам, излези, оди си одовде. Што зборуваш глупости безобразна? Енгин, чекајте, молам. Енгин! Срам да ти е, Ѓоркем. Енгин, реков, чекајте, молам. Не мачи се, Нихан. Керка ми го покажа патот. Таа само зборува глупости. Те молам, не зборувај вака. Не труди се да му убедуваш, те молам. По некое време се ќе се заборави. Тогаш и јас да дојдам со тебе. Ова значи навреда и за мене. Влези внатре. Треба да останеш покрај неа. Сега не знаеш што прави. Не мисли разумно. Остани да ја чуваш. Добро? Ќе се видиме подоцна, мамо. Тато! Тато! Не сакаше ни да разговара со мене, бабо. Си отиде. Ајде, мила. Добро, немој да се грижиш. А и тој сиромашкиот не знае што го снајде. Дури сега не знам чие дете си ти. Не навалувај сега. Не видиш што му направи на таткој? А тој што му направи на Башар, знаеш? Тој го заслужи тоа, сватете еднаш. Тој човек е никаквец. Бидејќи вака зборувам, ако сакаш јас да си одам, господјо Ѓоркем, а? Тие што не мислат како тебе во куќава не можат да останат, така ли? Мамо, зошто сте се здружили и сакате да бидам несреќна? Нели е мое право да се бранам? Ако се браниш, брани се пред оној човек. Но ако се уште навалуваш за овој брак, секако, можеш и собствената мајка да ја избркаш. Вистина, за тебе нема разлика дали еден повеќе или помалку. Како и да е, за тебе најлесно е да се откажеш од семејството, така? Ти благодарам за поддршката, мамо. Прекрасна си. Тато, ајде да се качиме во такси, ладно е. Тато, немој да ја замеруваш. Секако утре ќе се кае за кажаното, не грижи се веќе. Керка ми,
Ќерка ми избрка од дома, разбираш ли? Никогаш во животот не сум бил толку понижен. Кој е? Јас, Дуда. Суде? Здраво. Се случи нешто? Не, поминував и наминав. Што е? Ке стоиме на врата? Нема да ме поканиш? Влези. Не кажав ништо пред мајка ти, ама добро му кажа на Енген, не грижи се. Заслужи се. Свесен ли е кого од чија куќа ќе брка тој, а? Уф. Сега е друга работата, маката не е мајка А ми. што? Што да биде? Башар уште не се јавува на повиците. Звонам од како отиде. Секако дека се налути. Од една страна татко ми, од друга Ѓулен, од трета мајка ми. Секако дека ќе избега човекот. Не грижи се, мила моја. Не е толку лесно да се откаже од тебе. А ти малку смири се, сега одмори си се. Немој да ти отечат очињата. Не можеш утре таква да излезеш пред него. Нема да бидеш толку убава, Керко. А што ако и утре не се јави, бабо? А па не може тоа така. Многу си вознемирен. Да не чекаш некого? Не. Кого да чекам во ова време? Доцна е, нели? Се извинувам. Дојдов ненајавена, но бесме излезени со девојките. Едната ја одведов до дома, живее многу близо овде. Штом си тука, реков да наминам. Што е, те мачи нешто? Не, Атакан. Дојдов само така да разговараме. Треба ли да имам мака за да дојдам и да те видам? Не, така прашав. Атакан, те молам, веќе не вознемирувај се од мене, те молам. Види, заборави на се што било. Заборави го тоа што го доживеавме. Се обидувам да почнеме од почеток. Само сакам повторно да бидеме пријатели. Види, Суде. Всушност се плашам повторно да не сум погрешно разбран. Нема потреба да се вознемируваш. Да ти направам кафе, сакаш? Не, многу ти благодарам. Ќе си одам. Да не те задржувам веќе. Благодарам за разговорот. Во ред душа. Еркут, сега вака сами како што сме да разговараме за темата. Која тема, Сена? Па јас, зашто се заморувам во последно време? Ти па како да не знаеш. Што е повторно, Сена? Остави го детето на мира. Ако се однесува како човек, да го оставам. Види, Еркут, јас знам дека ти многу ја сакаш онаа Ѓулен, ама би те замолила да не се обидуваш да го подржуваш Каан во таа работа. Не можам веќе да поднесам срам. Тоа ти беше маката, Сена. Како мислиш дека можам да го поддржувам сето тоа? Јас ли? Не грижи се, и син ти е свесен дека нема ништо да биде. Прво, не му прилига такво нешто. Аман, фала Богу што ме поддржуваш барем во нешто. Сега сум многу мирна. И онака, Еркут, не можам да излегувам веќе пред луѓе. А ти за тие луѓе, зашто живееш како да се посебни? Не можам да разберам. Целата работа е само да зборуваат. Срамота е, греф е. И не разбрав зашто ти е толку срам. Ова не е срам на син на Ѓоркеме. Оди ти да им објаснуваш на луѓето. Ќе кажа девојката му наби рогови на син ми. Не чувствувам потреба дека треба некому нешто да објаснам. Особено немој пред Каан да си кажала вакво нешто. Тоа уште еднаш да не го слушнам. Господи. Тато, те молам написи една чаша млеко. Не инсистирај, Ѓулен. Реков, не сум гладен. Добро, како сакаш. Ти ја знаеш адресата на оној никакве? Зошто? Да му кажам два збора. Кажа што имаше да кажеш, синоќа, тато. Не вреди, остави, не оди кај тој.
Нема. Не ја оставам оваа работа. Должност ми е, како родител, да ја заштитам Ѓоркем. Ајде, запиши адресата на еден лист. Ајде. Добро. Спанко, разбуди се, утро е. Добро утро. Зошто не зазвони алармот? Мислам дека сум будна пред алармот. И што е? Да не ме сонуваше? Па, сакам да се зближам со брат ми и лошо ли е тоа? После настанот со Ѓулен сватив дека сме се оддалечиле. Во нормални услови брат и сестра не може да поделат вакви работи. Но добро, направив грешки. Сгрешив што бев на страната на Ѓоркем. Ај, Атакан го обвинив дека лаже. Направив големи неправди. Ама, тогаш не знаев дека ти се допаѓа Ѓулен. Уште рано наутро почнуваш со вакви работи, Суде. Синоќа цела вечер ова го мислев. Така се однесуваше Атакан затоа што бев блиска со Ѓоркем. Малку се вознемирив, бидејќи разбрав дека не може да има ништо со Ѓулен. Се уште не ја затвори темата со Атакан, а тато ако слушне ќе полуди. Ја затворив, бате, ама знаејќи дека едната тебе те одбира, чувството беше многу лошо. Суде, се уште е рано, да не разговараме за ова. Ајде да се расонам прво. Така, повторно ми се отвори устата. Ајде, облечи се и дојди на појадок. Ке ти подготвам кајгана, Добре. важи? Нашите веќе појадуваат. Добро, Ајде. Добро. Емине, што бараш тука? Боже, види ја што зборува. Јас само дојдов да одиме заедно во фирмата. Не разбрав, добро или лошо да дојдам кај тебе? Само така прашав. Не лути се. Вие како воопшто да не сте јаделе, Мила? Уште ли не се разбуди учителот Енгин? Татко ми одамна замина. Зошто ништо не јадевте? Не ми се јадеше. Добро, да соберам што побрзо. Остави, јас ќе соберам. Оди ти. Може би денес нема да дојдам. Зошто? Бидејќи се скаравте со Атакан, за тоа ли? Да. Доволно имам мака, сега не можам и со него да се расправам. Очигледно е. Ти се гледа од лицето, мила моја. Што ти била маката, кажи, ајде. 100% е Ѓоркем. Кој може друг да те доведе во ваква состојба? Што направи повторно, а? Суде, нели ќе дојдеше брат ти? Го разбудив, мамо, ќе дојде. Немој да навалува сега на детето. Како сите да навалуваат на нешто? Добро утро. Добро утро, бате. сине. Каде остана? Ти се олади кајганата. Зарно нека. Што зборувавте кога влегов? Станавме топ тема во устите на луѓето, значи. Од еден на друг се шепоти, секако дека никој не може да ја затвори устата. А секако ние им го дозволуваме тоа. Луѓето немаат работа позборуваат. А ти не треба да слушаш гласини, мамо. И воопшто да не сакам да ги слушам, ете. Тогаш затни ги ушите. Не сакам повеќе во куќава да слушам ниту за Ѓоркем, ниту за настаните. Амар, мамо, престани. Напразно се јадосуваш. Не можеш на луѓето да им ја затвориш устата. Како и да е, со време ќе замолчат. А додека тие да замолчат, ние главите ќе се ги пикаме во песок како ноеви, така? Доволно е толку расправање за појадок. Вреди ли заради луѓето да се грасите на односот меѓу нас? Штом се договоривме, јас тогаш ќе одам. Со ваша дозвола имам работа. Ајде, пријатно. До гледање. Муа. До гледање. Повторно како да ги запоставуваш работите? Тато, се лутам. Кажи ми кога сум ги запоставувала работите? Не се знае како ја завршуваш работата кога не доаѓаш редовно на работа. Сигурно имаш некој што ти ја завршува работата. Не е точно. Само знам да си го организирам времето. Така нека биде. Во најкратко време научине и нас како да го организираме времето, а? Зошто да не? Хај, види ја ти неа.
Добро утро. Добро утро. Се надевам дека синоќ ќе добро промисли и донесе разумна одлука. Ако се уште сакаш да се омажиш за Башар, нема да останам во куќава. Дојди, мамо. Да седнеме и да разговараме убаво. Дојди. А зашто да разговараме? Кажав што требаше да кажам. Знам. Велиш ќе си одам, ама ќе ми кажеш ли каде ќе одиш? Со кои пари ќе одиш? Ке работам, секако ќе најдам пари. Како што работеше до денес, мамо. Разбирам дека сакаш да ме научиш на морал, мамо. Ама животот има своји вистини. Се обидувам да живеам според нашите вистини, разбираш ли? Кажи ми, каква работа ќе најдеш на овие години? Ајде да речам најде. Со таа плата знаеш ли да преживееш, мамо? Прифати веќе. Ова никој од нас не го знае. Ние со татко ти живеевме само со неговата плата. 8 години, мамо. Само 8 години издржа. Потоа ти издодеа. Потоа се врати во оваа куќа, мамо. Имам ли право, кажи ми? Овие станале како тенџери и капаче со Ѓоркем? Види го ти безобразен, никаквец. Сега ова го кажуваш и за Ѓоркем? Не, мила, за Башар го кажувам ова. Ама не кажав ништо за сестра ти, не може човек ни збор да ја каже. Но таа ќе го умре татко ти ако продолжи вака. Многу бргу да знаеш. Така изгледа. Татко ми мисли дека и ние сега дознавме за тоа. Со мајка ми ќе му кажавме за случувањата, ама не собравме доволно храброст. И сега повторно многу задоцнивме. Не знам што да правам. Ај, господе, но треба од вас да слушне. Види, Ѓулен, ако дознае од некаде повторно ќе настане збрга како минатиот пат, да знаеш. Уф, знам. Чекај прво, нека се врати од кај Башар. Ако тој никаквец повторно не го излоди татко ми. Ти му се лутиш на Атакана, види уште што има? Кога ги гледам овие, уште повеќе го сакам Атакан. Се колнам како злато е детето. Уште ако го пропуштиш, многу ќе се каеш, Ѓулен. Никаквата суди и така тоа го чека цело време. Аман, што ма за сега? Оној што сака да оди, ќе оди. Со тоа сомневање ќе живеам цел живот, нема. Мила, немој да си глупава, те молам. Поддржи го момчето. Знаеш, денес е 1 месец како се гледаме. Што чекаш уште? Ете ти изговор, гледаш? Види, ако таа никаквата суде не ја испланира оваа вечер, тогаш мене да не ме викаат Емине. Не и дозволувај. Ама, мислиш дека за се е таа виновна? Ама, добро ма, само ти мисли си дека не е таа. Само еднаш откажи се од тој магарешки инат. Доволно ќе ми биде. Ајде да одиме во фирмата, ајде. Затоа те молам, не доведувај ме во тешка ситуација, те молам, мамо. Мојата разделба се знае. Луѓето мене ме озборуваат. Ако се разделам и од Башар, уште повеќе ќе се посрамотиме. Тогаш не ќе можам да излезам пред луѓето. Те молам, разбери ме. Имаш право, Керко, те разбирам. Знаев дека ќе ме разбереш, мамо. Не можев да издржам сиромаштијата. Се исплашив, избегав. Одбрав да живеам сама. Останав без љубов. Сега кога го слушам ова од тебе, подобро разбирам. Со години непрестано се каам поради тоа, но не бев соочена со толкава болка. Целта не ми беше да те растажам. Само сакав да сватиш. Не мора секој да биде упорен, мамо. Не е лошо што живееш сама. Секој би сакал да има убав живот, Ѓоркем, но оној што ја сака вистината и убавиот живот не може да остане спокоен. Затоа не сакам и ти да ја направиш истата грешка, убава Керко. Одлучна сум. Овој брак нема да биде. Немаш веќе право да одбираш. Да? Ве бара господин Енгин. Добро, нека влезе. На вратата веднаш постави обезбедување. Поред. Добре дојдовте. Видете, не се однесувам како вас грубо, костин од вратата не бркам. Но имам работа. Ве молам, бидете кратки. И така нема да останам долго. Имам 2 збора да ти кажам. После се ова, не можам да тучам за морал. Ама,
Немој да дојдеш да ми кажеш погрешно ме разбравте. Не. Зошто да речем? Точно сте разбрале. Точно. Јас ја изиграв Ѓорѓем. Му вратив на Каан. Но ова ми го дозволи вашата ќерка. Мислите дека таа е влюбена во мене? Најде подобар, побогат. И веднаш го остави свршеникот. Имате право што реагирате вака. Но на погрешно место барате отчет. Треба да одите кај ќерка ви. Штом почнавте да зборувате за морал, тогаш треба прво неја да ја научите. Ти свесен си што? Полека бе! Жго! Каков човек си ти? Никаквец ке те убијам. Оставете ме, реков. Полека! Оставете ме. Ово овде нема да заврши Башар. Ке видиш. Оставете ме, реков. Оставете ме. Оставете ме. Еми не ме наговори. Видиш што ако заборавила Атакан, ќе испадне дека само јас ги бројам деновите. Не заборавил, го знам него. Ајде веќе. И како игрорци сме, 2 напред, 1 назад. Ако продолжиме вака, воопшто нема да стигнеме во канцеларија. Ајде, мрдни веќе, ајде. Види, Емине, ти кажувам, ако заборавил, душата ќе ти ја извадам. Добро, прифаќам. Ајде веќе да стигнеме во канцеларијата. Ајде, ме полуде веќе, ајде, мрдни. Фала му на Господ, дојде. Многу се исплашив, мислев дека нема да дојдеш. Зошто се исплаши? Има еден тон работа. Сигурно нема да ја се поставиш работата зашто се скаравме. Види, те молам, да не го мешаме приватниот живот со работата. Имаме голема одговорност. Така ли? Јас мислев 1 месец од... Месец ли? Каков месец? Нема врска. Ѓулен, добро си? Нека ти е лесна работата. Излегувам на воздух. Ало, сега доаѓа. Како можам да го заборавам најубавиот ден до сега, Мила? Лош си. А ти подобра да не си. Само да те предупредам. Сакајќи да ми направиш изненадување, некој ден да не ти летне чантата во глава. Ако се смееш на крајот, го прифаќам и тоа. Нели е срамота вака среде улица? Заљубен сум. Ако е ова срамота, прифаќам. Ајде, Мила, има уште многу места каде што треба да одиме. Има многу изненадувања. А работата? Може да почека, да? Ти си луд. Да, по тебе. Благодариме. Многу бава беше, благодарам.
Сте би направиле само да ме разделите од Башар. Сакате да биде вие како што ќе кажете. Ама жал ми е, тато. Не можеш да одлучуваш кој ќе биде во оваа куќа. Оваа куќа е моја. Те молам, сега оди си одовде. Јас ја изиграв Ѓорген. Му вратив на Каан. Сте дошле на погрешната адреса за да барате отчет. Треба да одите кај ќерка ви. Добро утро, Еми. Добро утро, Кан. Добре дојде. Добро ве најдов. Каде се овие? Уште не се дојдени? Како да не дојдат? Дојдени се. И? Им излезе работа и отидоа некаде. Ќе се вратат ли бргу? Навистина, не знам. Ништо не ми кажа. А каде отидоа? Со некој производ излегол некаков проблем. На излегување рекоа нешто контрола, но јас не се разбирам од нивната работа, не запомнив. Чекај да ти направам чај. Напи се додека ги чекаш ти. Добро. Ѓуле не е тука? Не. Нели многу ме сакаше Ѓорген? Ама ти честита, многу добро глумеше кога се разделувавме. Те сакав, ама ти не придаде важност на тоа. Не се потруди да ме заслужиш ни мене, ни мојата љубов, лага е? Да знаев дека твојата љубов е ваква, да бидам искрен, немаше ни толку да се трудам. Ќе ти напишев еден чек и се ќе завршеш. Немаше потреба да вртиш толку игри, Ѓорген. Вака се однесуваш затоа што си љубоморен дека некој ме сака повеќе од тебе. Нели е нормално да сакам да бидам до тој што ме сака и ме почитува, кажи ми? И јас сум неговиот проблем. Разбери го тоа. Жално е, ти си само играчка, Ѓорген. Светот не се врти само околу тебе, Каан. Башар на вистина ме сака. Те молам, не го обвинувај. Повеќе од тебе знае да ми придаде важност. Тој човек не знае што е важно во животот. А и ти исто како и мене не си го запознала саканиот. Ама јас непријателот многу добро го познавам. Се разбира, набрзо ќе дознаеш каков човек е тој. И откако ќе те повреди, се надевам ќе застанеш на нозе. Нема да ме повреди, Каан. Ај да ме повреди, не треба да те засега тебе. Чекајте, што правите? Сите ќе слушнат. Ја дигнавте цела зграда во воздух. Ѓорѓем, ајде ти оди си, јас ќе кажам на Ѓулен да ти се јави. Ајде, те молам, ајде. И така не можам да останам овде ни минута. Молам, бате. Денеска стигнува стоката во магазинот. Но таму треба да се видиме со некои трговци. Што е како твојот глас да не ми звучи добро? Сигурен си дека нема ништо? Добро, тогаш ќе се видиме подоцна. Каан, извините, молам. Добро, ајде до гледање. Каан ли беше? Да. Добро. Велам да не ти се мешам, ама погледни ни ја состојбата. Лага врз лага. И јас не сум задоволен. Но види сега, наеднаш работите излегува од контрола. Добро, ама на крајот на краиштата нема ли суде и тој да дознаат? Во ред? Јас ке средам. Немој сега да мислиш на тоа. Денеска ги одложивме сите наши маки и проблеми. Заборави ли? Да гледаме да уживаме во овој момент. Добро. Средивме со билетот. Утре леташ за Америка во 18:30. Да можев и порано би одел. А зашто порано? Време е да се изгубам месот.
Оваа работа многу се одолжи и прошири. Најдобро ќе биде јас да се изгубам пред ова да се појави во медиумите. Пишаа весниците, ама не те спомнав тебе. Јас да одам, потоа објавете. Ова ќе биде поголем удар. Безгласен удар. Тебе те оставам само за да ми кажеш што ќе се случува овде. Ќе ми пренесеш се, како што ти кажав. Не грижи се, газда. Здраво, бате, како си? Како да бидам суде? Што има? Не ќе можам денеска да дојдам, имам нешто работа. Се одолжија некои работи. Види среди таму. Јас се уште не отидов во фирмата. Наминав кај Атака, нама имале работа, излезени се. А ќе ги чекаш ли, бате? Не, рекоа дека ќе се задржат. А, така ли, бате? Значи, остана пред врата. Не, Душо, не може така да се рече. Еми не ме пречека, не грижи се. Сега јас ќе одам во фирмата. И така треба да се видам со тато. Срце мое. А јас вечервата те частам вечера. Помина толку време откако не сме разговарале сами, брат и сестра, нели? Значи сакаш специјална средба како брат и сестра? Да не се жалиш сега? Не, Душо. Во ред, добро. Ќе се видиме вечер. Те бакнувам, се гледаме вечер. Господин Енгин, може ли да поразговараме малку? Секако, повелете. Да поминеме ваму. Метин се бија касата. Во ред, господине. Повелете. Има некаков проблем? Во врска со вашата работа нема никаков проблем. Затоа и вториот пат веднаш ве примив на работа. Знаете. Да. Но, за жал, добив поплака за вас. Поплака ли? Каква поплака? Несоодветно сте се однесувале кон некои наши ценети гости. Видете, еднострано обвинувате. Сигурно мислите на оној Башар. Меѓу нас има еден личен проблем. Да, но ова не е место за решавање на лични проблеми. Тука основно правило е дека муштеријата секогаш има право. Првата должност на вработените е да придобијат муштерии, а не да ги изгубат. И така до денес само придобивав муштерии, господине. Нема да се извинам заради тој неморален човек. Кај вас една грешка ги билише сите добри постапки. И според мене, моето одесување не беше погрешно. Да се потрудевте да ме сослушате, ќе разберевте. Работата не простува грешки, господин Енгин. Жал ми е. Ама веќе не е можно да работиме со вас. И јас исто. Душа? Од вчера никако да те добијам. Зошто не ми одговараш на повиците? Прво сакав да ми спадне нервозата. Имаш право да се лутиш, ама те молам, не ме вреднувај според семејството. Јас не сум одговорна за глупавото однесување на татко ми. Колку што разбрав, не ќе можеш да го убедиш твоето семејство за нашата врска. Самите се знаат. Ние направивме се што можевме. Е што? Нема да дозволиш да те спречат? Никогаш. За тебе од се ќе се откажам. Секако дека ќе им ја докажеме нашата љубов. Сигурно нема да ме оставиш само поради случкава. Штом ти не ме остави, јас и така нема да те оставам. Многу ме радува што сум поважен од твоето семејство. За мене од се си поважен. Душа, утре донеси го пасошот, па да ги започнеме процедурите. Добро. Ама вечерва не сакам да одам дома. И немој да одиш. Дури и да ги исклучиме телефоните, никој да не вознемирува. Што направи, бате? Среди ли со тато?
Немаше потреба ништо да правам. Добро што денес беше многу зафатен, па и тебе не те побара. Аман, колку убаво. Кажи ми, ќе дојде Атакан или не, а? Не. Ми рече ќе дојде подоцна. Јас ништо не му кажав. Ми си заминав. Тоа е и твое место. Сигурно нема со закажување да одиш таму. Да, тоа е така. Ама не постои правило дека секој момент треба да е таму. Тие не се обични службеници. Добро направи што не послуша со фирмата, бате. Зошто? Ете гледаш, тоа што мислевме дека е правилно излезе погрешно. Изгледа, требаше уште од почетокот да ти покажам разбирање во врска со Ѓулен. Ти во последно време не мислиш на друго, а? Што да правам? Исто и јас се потресов, колку и ти во врска со Ѓулен. Сознанието дека сум се излажала со првата пријателка, тоа, бате, од корен ги менува работите. Ти барем имаш среќа во поглед на твоите пријатели. Додека го имаш Атакан, не треба да се грижиш. И Ѓулен ми личи на сигурна девојка. Нели ми се луташе што ги поддржувам нив наспроти тебе? Сум погрешила. Многу си изменета во последно време, суде. Порано сум била под лошо влијание, ама сега сум под влијание на позитивните луѓе од твојата околина. Веруваш ли? Многу сум посмирена, бате. Мило ми е. Особено Ѓулен, колку подобро ја знаеш, толку повеќе ти дава спокој. Освен тоа, многу си одговарате според мене. Што се случи, Енги? Не ми кажа, многу се загрижив. Бе во фирмата на оној Башар. Седни. Камо да се отвореше земјата, да ме проголташе, да не го слушне тоа што ми го каже. А што тоа? Дека имам право за тоа што го кажав. Дека е искористил мојата керка за да му се одмазне на Каан. Но дека за ова требало да и се лутам на керка ми. Таа го напушти свршеникот, кога најде подобар и побогат од него. Ако ја бараш Ѓоркем, јас од часови се обидувам. Недостапна. Многу убав ден беше. Убаво ми дојде да се оддалечам од себе ми за еден миг. Многу ти благодарам, душа. Љубов моја. Всушност, јас ти благодарам што постоиш во мојот живот. Само да ги пребродиме овие тешкоти. Ке имаме уште многу среќни денови заедно. Например, ќе прославиме 25 годишнина. Ќе ги видиме ли тие денови? Зошто да не? Јас секоја вечер се молам за тоа. Да влезам веќе дома. Утре ќе се видиме. Ќе се видиме, срце. Молам, Каан. Со суде дојдовме кај тебе на кафе, ама тебе никаде те нема. Каде се наоѓаш? Влезете вие, бате. Јас веднаш доаѓам. Добро вечер. Мамо, и ти ли си тука? Добре дојде, керка. Многу лошо изгледате. Што се случи? Татко ти денеска отишол кај Башар. И во целата кавга најпосле ја кажал вистината. Му кажал на татко ти дека има право. Рекол дека искористил Ѓоркем, но и дека и таа го заслужила тоа. Што е, душа? Вечерва не си расположена. Ти да не се покаја за изборот, а? Не, срце мое, како зборуваш така? Само ќе бев посреќена ако се беше поинаку. Камо мајка ми да не ме оставаше да избирам. Немој веќе да мислиш на тоа. За 2 дена ќе бидеме во Италија. Сакаш да се венчаме во Рим или во Венеција? Ти мисли на тоа. Бидејќи останатото и така ќе се среди. Ќе се средели?
Секако ќе се среди. Па кога ќе им ги дадеме внуците в скут, ќе видиш како ќе омекнат. Бебе сакаш? И тоа веднаш? Секако дека сакам. Многу ќе ти прилега да бидеш мајка. Конечно. Еве го и домаќинот се појави. Добре дојдовте. Добре дојде бе Атакан. Ама се занесе во работата. Да знаев ќе дојдев порано. Со Суде излеговме онака, како брат и сестра. Сакавме да те видиме, ама не знаевме дека си воркохолик. Добро брат ми што имаше клуч, па не останавме пред врата. Бога ми добро што на време сум ти го дал клучот Каан. Сакаш ли и ти кафе? Има топла вода, веднаш да ти направам. Не, јас ќе направам, Суде. Не, седи. Земи го моето кафе, јас ќе направам друго. Добро. И како помина денот? Добро. Со трчање наваму натаму. Не е лесно да се започне нова работа. Се треба да правиш самиот. Да, ама не се жалам. И, кажи ми, што направи денеска? Сушност, ништо. Брат ми спомна за работилницата. Сигурно дојдоа машините. Изгледа денеска сте ги примиле. Да. И ги пуштивте ли да работат? Не. Денеска не. Додека дојдоа, додека ги наместивме, не остана време. Значи цел ден остана во работилницата. Штета. И Ѓулен ли беше со тебе поладнава? Ѓулен ја влечкаше? Кутрата, не можеше ли ти да ги примиш Каан? Не, таа сакаше да ги види, но потоа си отиде. Рече дека имала некои работи да заврши. И имаше ли барем време да јадеш од толку трчање? Ако сакаш, може веднаш да ти направам некој тост. Не, Суде. Јадам нешто така на брзина од нога. И што правеше досега? Суде. Ама и ти почна да се распрашуваш како мајка ми. Ајде остави го човекот на мира. На жените ова им е специјалност изгледа. Уметници се за прашање. Бате, ај не ме задевајте, молам. Така само прашувам. Лошо ли е што се интересирам за вашата работа? Те гледаш? Се изморил од цел ден трчање, тоа е. Ајде остави го малку на рад човекот. Извини, не размислував. Што знам, види го како чудовиште е. Воопшто не изгледа изморен. Од секогаш бил таков, чудовиште. Добро утро. Добро утро. Си подранил денеска. За 2 дена одиме. Имам еден куп работи да завршам пред да одиме. И ти не заборавај да го донесеш пасошот денеска, добро? Може ли да заборавам? Ајде, одам. Чао, чао. Нихан, ти не легна синоќа? Не легнав, мамо. Ѓоркем не дојде. Се уште не го вклучила телефонот. Не можам да ја добијам. Ти разговараше ли? Не, ама јас си мислам дека Енгин преувеличува. Зошто да преувеличува, мамо? Зар не си ја сака ќерка си? Мисли добро да искористи шансата да ти се приближи тебе. А ти прибери се, немој повторно да дозволиш да те изигра. Мамо, те молам, немој да се задеваш со мене. Немам ниту една друга мака осен Ѓоркем. Како е, тато? Состојбата воопшто не е розова, Керко. Морам итно да најдам работа. Нели ја имаш од премнината за пензија? Издржи малку со неа. Потоа и така ќе почнам со производството. Отпремнината не беше голема сума. Веќе се потроши. Немаме веќе ништо настрана. Како и да е, имаш платено кирија за 3 месеци. Охо, до тогаш јас веќе ќе почнам да заработувам? Ќе најдем и некоја работа за тебе. Не грижи се толку. Сушност,
Во овој момент ме мачи нешто друго, Керко. Не ме засегаат сметките. Ке се најде работа, Илеп. Ама јас не го положив испитот за татковство. Не ја заштитив сестра ти. Нема решение за ова. Ама... Те молам, не зборувај вака. Ти секогаш беше многу добар татко. Нели ти велеше, ако има некој проблем, секогаш ќе се најде решение? И мојот татко не се предава толку лесно, нели? Каде беше цела ноќ? Си го исклучила и телефонот. Сакаш да не умреш ли? Почекај, душо, прво да ја послушаме. Мамо, те молам, не мешај се. А зошто се загрижи за мене? Нели ме избриша? Знаеш ли што му рекол на татко ти господинот Башар? За кого се случи целиот циркус вчера? Дека ти искористил само за да му се одмазди на Каан. Доста, мамо! Веќе ми здода од вашите лаги. Знаеш ли зашто дојдов? Да си го земам пасошот. И јас одам со Башар. Ќе ви ги пратам фотографиите и документите од венчавката. Може би тогаш ќе се засрамиш од ова што го кажуваш. Во право е девојката. Што убаво, достоинствено и славно ќе се излезеш од куќава во венчален фустан. Ама поради тебе си оди како вдовица. Повелете, кого барате? Добар ден. Ние дојдовме да ја разгледаме куќата. Молам, како тоа? Мојот клиент сака да ја разгледа куќата. Би ве замолил да ни помогнете и да ни ја покажете. Мислам дека имате некаква грешка, господине. Оваа куќа не е на продажба. За жал, господјо, нема никаква грешка. Башар Сокер ја дал куќата на продажба. Јас сум само посредник. Ми рекоа дека куќата можам да ја покажам. Ке се тргнете ли ве, молам? Повелете, почекајте малку тука. Само да јавам на господја Нихан. Што е, Ајшен? Кој е? Не разбрав, господјо Нихан. Еден господин вели дека куќата е на продажба и дека сака да ја разгледаат. Во ред, нека дојдат. Повелете, може да влезете. Добар ден, господјо. Јас сум Левен Зорлу. Јас сум посредникот за недвижнини на господин Башар Сокер. Оваа куќа е собственост на мојот клиент и тој побара да ја продадам. Господја Хандан и господин Насип мислат да ја купат куќата. Затоа и сакаме да разгледаме. Изгледа дека не ви информирале за ова. Изгледа имате некаква грешка. Сигурно сте не помешале. Нема никаква грешка, господјо. Инструкциите на господин Башар се дефинитивни и ја продава куќата. Ова се безмислици. Оваа куќа е моја. Веднаш излезете. Еве ја тапијата. Оваа тапија, господјо, е фалсификат. Фалсификат? Невозможно. Ако сакате, проверете во катастерот. Ама видете, печатот е фалсификат. Овој печат дефинитивно не е од катастерот. Не. Ова не е можно. Сигурно е некоја грешка. Волите, сега најде да не се јавува. Јас веднаш ќе ја средам оваа работа. Може ли сега да ја разгледаме куќата? Мамо? Мамо? Тато, нема да мислиш дека ме мрзи да носам, ама денес испи многу чај. Ке ти нашкоди.
Молам, Нихан. Што? Во ред, смири се. Веднаш доаѓаме. Што се случило? Ајде одиме, ќе ти кажам попат. Ама господјо Ѓорген би кажав, господин Башар не е тука. Тргни ми сама. Каде е? Не знам. Кажи ми каде е. Во рета, можеш да излезеш. Што бараш ти тука? Ти си отиде, беше избркан. Што се случува овде? Сето тоа беше една игра, господјо. Господин Баша рече да ви ги пренесам неговите поздрави. Ова била една мала животна лекција за вас. Вие ќе сте разбереле што сакал да каже. Проклетство! Одете сите по ѓаволите! И тебе, Господјо Ѓоркен. и него! Сите Господа ве казни! Смирете се. Господа ве казни! Веднаш после посредникот пристигна овој плик. За 24 часа требало да ја напуштиме куќата. А каде е Ѓорген, мамо? Кога го слушна посредникот, веднаш излезе. Како полудена беше. Се плашам да не й се случи нешто. Телефонот е исклучен. Јуле, ти веднаш оди види се со суде. Може би таа знае каде е. Нека им се јави на пријателките. Ајде, Добро. Душа. Едно време останете кај нас, Нихан. Потоа ќе најдеме некој место за вас. Кажи на Леман да не се грижи многу. Ние да ја најдеме Ѓоркен, другото не е важно. Јас да одам да видам како е. Ѓорген се врати. Некој недоразбирање било, нели? Нема недоразбирање. Сето ова е вистина. А за ова и ние сме многу виновни. Ама од кај да знам дека ќе испадне вака? Се случи токму тоа зашто ве предупредував. Како и да е. Треба да излеземе од куќава. Во прво време ќе се сместиме кај Енген. Во никој случај. Мораме, мамо. Немаме друго решение. Башар извадил одлука за продажба. За 24 часа мора да испразниме куќава. Те молам, немој повеќе да отежнуваш. Во ред. Што ме така, не сакам ниту еден предмет од оваа куќа. Не сакам ништо да видам. Продај ги, запали ги, прави им што сакаш. Никаквец. Ќе го убијам со своји раце. Ве молам, сега е најважно да ја најдеме Ѓорген. Ти благодарам што дојде веднаш суде. Да, знам, лута си и на Ѓорген, ама никој освен тебе не може да знае каде би можела да оди во моментов. Ајде, те молам, мора итно да ја најдеме. Во овој момент не сум во состојба да и се лутам. Секако дека ќе направам се што можам. Не мислам дека би одела кај некого во ваква состојба, ама јас ќе им се јавам на сите пријателки што ги познаваме. Ќе погледам и на местата каде што би можела да оди. Ние ќе одиме во фирмата на Башар. А јас што да Ти правам? остани тука. Може да дојде или да се јави, што знамете. Ајде, дај Боже да ја најдете. Дај Боже. Вечерта се најдеме овде. Добро, добро.
Долги години бевме заедно. До денеска ги споделувавте сите наши маки. За се сме ви благодарни многу. Ама за жал, од сега не ќе можеме да бидеме заедно. Простете ако сме сгрешиле. Нема за што да ви простиме, госпоѓо Леман. Вие простете ни. Многу ќе ни недостигате. Благодариме. И вие нам. Не грижете се. Платите ќе се ги добиете. Нема проблем, госпоѓо, ако... Не умревме до толку, Ајшен. А сега може да си одите. Госпоđo Леман, добро ви е? Добра сум. Ајде, ќе одиме ли? Се јави ли Емина? Не ја најдовте, а? Баравме на секаде каде што ни текна. Ај, господе, каде би можела да оди? Кој знае во каква состојба е заради оно никаквец. Згора на тоа побегнал проклетникот. Побегнал ли? Отишол во Америка. Сека го знаеше што ќе го снајде овде. Сега единствена надеж не е суде. Ама да ја најдеше, ќе се јавеше до сега, нели? Сепак да не губиме надеж, Мила. Дојди суде. Најде ли нешто, суде? Жал ми е. Им се јавив на сите заеднички пријатели. Ниту еден не ја видел денеска. Погледнав и на местата каде што би можела да оди, но ја нема. Да одиме ли во полиција? Треба да почекаме да помина 24 часа. А ако и се случи нешто? Ако си направи нешто? Ај, што зборуваш, ма ти? Не ми се верува дека Ѓорѓан би направила такво нешто, нели? Ќе мора да чекаме до утре. Да одиме тогаш дома. Нема веќе што да правиме овде. Ако дознаете нешто, веднаш ќе ми јавите, нели? Ќе ти се јавиме. Ти благодарам за помошта, суде. Нема на што, Мила. Се надевам дека добро ќе се заврши. Ајде, Ѓулен. Ајде да ве оставам дома со Емине. Повелете.
Тука живееш ти, а? Многу било мало. Ке не собере, не грижете се. И тебе ти го расипавме редот, прости. Како така зборуваш, Тихан? Да не сум слушнал. И што има да ми се расипува редот? Добро, а како ќе не собере сите заедно? Јас веќе направих план. Вие ќе спиете со Ѓулен во мојата соба. Господја Леман во собата на Ѓулен, а јас ќе спием во салонот. А Ѓоркен кога ќе дојде, сака со вас, сака со господја Леман. Ах, само да дојде. Уште нема никаков глас од Ѓулен, не ја најдо. Види, да почекаме до утре. Ако ја нема, ќе одиме во полиција. Ако можеме да дочекаме до утре. Да се обидиме да не мислиме на лоши работи. Тоа нема воопшто да ни олесни работата. Ке ми ја покажеш ли собата? Да, секако. Јас да ги земам торбите. Повелете. Еве тука. Има чиста постелнина во плакарот. Веднаш ке наместам. Јас ке си наместам, немој да се мачиш. Ако ви е потребно нешто... Ти благодарам. Само не ме вознемирувај, не сакам ништо друго од тебе. Добро. Лека ноќ, господјо Леман. Лека ноќ. Здраво. Здраво. Нарада, Кирко, што ти е? Суде, добро ли си? Нешто си чудна. Не прашувајте. Да знаете што се случи вечерва. Што се случи? Ѓорке ми ја нема. Како ја нема? Ја нема никаде. Од изутрина се мобилизиравме, ја бараме. А зошто се изгубила? Куќата на Ѓорке ми ја купил Башар. Ја излажал дека ја купил на неизино име. Каков подлец. Денеска го пратил посредникот за да ја продаде куќата. А тој летнал за Америка. Ох, ете сега малку ми олесна, значи. Мамо, велам девојката ја нема. Па се отиде на лов и улови нешта. Што да правам, нека се трпи сега казната? Не ни личи да се радуваме на ова. Жал ми е што се случи. Еве ова се обидува да ти кажам, Сена. Секогаш постои Божја правда. Секој се го добива тоа што го заслужува. Штета. Искрено многу се обидував да ја кажам да не му верувам на тој ѓавол. Се плашам Ѓоркем да не си направи нешто лошо. Аман, сега се обидува да си ја прикрие вината. Ки излезе по неколку дена. Тоа што го кажа го прави некој што има достоинство. Нези е мила душичката, не грижи се ти. Сега да ја видам Нихан да се фали, а? Штом се покажа какви се сега луѓето наместо да не жалат, ќе се радуваат што сме имале среќа да не ја земеме. Јас ќе одам во собата. Добра ноќ. Ајде, лека ноќ. Мамо, сега на луѓето ли ќе мислиме? Сега ние немаме веќе мака, бе, Керко. Нека си мислат тие што си имаат. Многу ти благодарам за се. Што направив? Не ја ни најдовме. Ако душа. И покрај тоа што не ја сакаш, многу ми помогна да ја најдеме. Што и да чувствувам кон неа сепак, таа ти е сестра и не можам ништо со тоа. И јас не сакам да й се случи нешто. Верувај, јас стравувам за неа исто како и ти. Знам. Ако има нешто, јави ми се. Добро? Во било кое време. Ќе те очекувам. Ке ти јавам, не грижи се. Немој да стравуваш. Сигурно ќе ја најдеме. А ако задоцниме? Немој така да мислиш. Нема да й се случи ништо на Ѓоркен, во ред?
Мирен ли си сега, бате? Правдата конечно се задоволи, нели? Ама јас не се радувам. Но и не си несреќен. Зашто онаа користолюбива и неверна Ѓоркем си го доби заслуженото? Се разбира, за Ѓоркем воопшто не ми е жал, суде. Бидејќи лошите секогаш треба да бидат казнети, нели? И ти си за тоа. Нели е тоа нормално? Не разбра какво е во однесување. Објасни ми, како да бараш некоја сметка. Ѓоркем те изигра. А Башар ја изигра Ѓоркем. Девојката може би сега се соочува со смртта, но ти ова го сметаш за Божја правдина, така ли е? Можем да разберам каде го наведуваш разговорот. Ајде, кажи што имаш да кажеш и не ми викај над глава. Ако секој може да ти излаже, ти ли си виновникот или оние што може да ти излажат? Суде, какви глупости зборуваш ти? Јас зборувам за другите, бате. Кој други? Слеп си? Не гледаш, нели? Добро, што ќе речеш за човекот кога го сметаш за најблизок пријател, а тој тебе, гледајќи те во очи, е заедно со девојката што ја сакаш и продолжува да те лаже? Повторно не знаеш што зборуваш. Доста веќе, остави го Атакан. Така ли? Земи тогаш. Земи види сабиот. Твојот најдобар пријател и неговата девојка ја прославуваат нивната врска. Ѓоркем си ја доби казната, да. Што ќе биде со нив, бате, сега?